По вчерашниот почеток на така наречениот вонреден или ран откуп на тутунот од годинашната реколта, стартно тутунарите вознемирени. Стравуваат дека и годинава ќе бидат подложени на грабеж и покрај тоа што родот е квалитетен. Велат дека со актуелните откупни цени, при двоцифрената инфлација, нивната заработувачка ќе биде еднаква на нула. Според новите цени кои ги објавија комбинатите, просечната цена ќе се движи на ниво на ланската цена, тоест на $3,8 или 230 до 240 денари кои според двоцифрената инфлација во држава помалку вредат од ланските 200 денари. Според трошоците и според инфлацијата килограм тутун не смее да биде под 350 денари. Иако е премногу рано, бидејќи редовниот откуп започнува дури по еден месец, сепак тутунарите се скептични дека ќе имаат реално вреднување на нивната тутунска мака. Поред јавувањата од теренот, не можеме да бидеме задоволни затоа што се случува исто како и поранешните години, повторно проценка на тутун во трета класа, повторно имаме враќање на тутун, непредавање, така да не можеме да зборуваме за задоволство затоа што доколку се цени тутун во втора и трета класа, тогаш просекот ќе слези некаде под 240 денари, што е далеку од прифатливо. Пресметките на тутунарите покажуваат дека 20% зголемување, со кои неодамна се пофали премиерот, не можат никако да дојдат до израз, бидејќи и инфлацијата била 20%, а и односот на денарот и доларот во однос на минатата година бил рапидно променет. Па од тука, според тутунарите, не можело да стане збор за никакво покачување на откупните цени, факт кој особено ги загрижува и плаши дека пак ќе бидат ограбени. Инаку, годинава, 10 откупни компании на 223 откупни пункта ширум државава планираат да откупат 26 милиони килограми тутун. Но тутунарите велат дека реалното годинашно производство тежи околу 18 до 19 милиони килограми, што пак им дава надеж дека тој дефицит ќе услови зголемување на откупната цена со почетокот на редовниот откуп на 15 декември. Во спротивно, тие не ја исклучуваат можноста повторно да излезат на протести или да не го предаваат родот.